Здраво и добре дојдовте во Уилкит, подкастот во кој што разговараме за добросостојба на работно место и што е тоа што ги прави работните средини да бидат поздрави. Во секоја епизода разговараме со експерти од различни области и се со цел да овозможиме и луѓето и организациите да растат и да се развиваат добро. Јас сум вашиот водител, моето име е Ана Костовска и мојата работа како организацијски психолог е поврзана со креирање на работни средини во кои што луѓето имаат можност да се развиваат и да го остваруваат својот потенцијал, а организациите континуирано да растат. Уилкит е поддржан од Фиткит, апликацијата која што возможува персонализирани решенија за поддршка на физичкото и на менталното здравје. А денес имаме огромна чест и мое многу голямо задоволство да имаме за гостинка Елена Граматиковска или Ели, со која што имаме многу работи поминато заедно, а денес е тука, дојдена од Холандија, за да зборуваме за лидерство и музика и како тоа може да се примени на работно место. Ели, добре дојде и многу ми е мило што си тука. И мене ми е многу мило и добре ве најдов. Ти си првично музичар и во некој период од твојот живот стигнуваш да ги споиш музиката со лидерството. Може ли малку повеќе да ни каже за почетоците и за како стигна до оваа комбинација? Да. Па приказната почнува многу рано, значи јас на 5 години бев запишана во музичко училиште и тоа е многу интересно, ќе ја раскажам малку од наназад приказната, затоа што јас секогаш кажував дека дома имав едно дрвено клавирче на кое секогаш свирев и дека моите ме приметиле и дека така започнав да свирам клавир. Меѓутоа, 20 години подоцна, кога заминав на мастерот кој што беше имено поврзан со лидерство, на мастерот имав ментор кој што беше исклучително задолжен за моето ментално здравје и за мојот развој не само во струката, туку и како личност. Прекрасна актерка, професор по глума на академијата на која што студирав и буквално сесиите со неа има дури малку и терапевтски карактер. И на една од нашите први средби мене ми се врати нешто што не знаев дали е сеќавање, нешто што не знаев дали го измислувам. А тоа е како татко ми буквално ме става на врвот на приколката и можам да го слушнам звукот на болеро од Равел и како почнувам да танцувам. Ама толку беше силна таа сцена, што јас морав да се јавам на мајка ми и да ја раскажам и да прашам дали јас ова го замислувам или ова нешто реално. И таа беше многу изненадена дека е случка што ја памтам толку, ја буквално можев да опишам што носам. И почнавме многу интересен муабет, затоа што тоа беше исто период кога заминав на мастерот и почнав да се занимавам и со лидерство, почна ми се јава многу желба за танц. И кога се врати сеќавањево, ја прашав мајка ми која е приказната. И ми кажа дека јас уште во градинка сум правела кореографии за нашите завршни приредби. И вика, ти не одеше, ти танцуваше. И вика, ти имаш една желба да ни покажеш што си создала, не во смисол само на она мало дете фалење, него чекај да видиш ова движење, вака сум смислила. И се откако ми ја кажа таа приказна, ја прашав, добро, како завршив на клавир? И одговорот беше, па јас и татко ти немавме појма, никој кај нас не е музичар, ти таму танцуваше точно и во камп, после тоа сум танцувала во градинка и некоја жена која што дали професор во музичко или не знам, своје дете имала во градинка и се приближила на мајка ми да праша каде јас тренирам танц. И мајка ми одговорила какво тренирање, ова си е детово си игра и женава рекла детово вие за музика. И јас завршувам да свирам клавир. Меѓутоа, тоа нема баш конкретна врска со моето дрвено клавирче и е многу интересно, бидејќи од тука почнува приказната кога имаш видлив, не го сакам многу зборот талент, ајде да кажеме склоност или дарба за нешто, колку е лесно да го насочиш во една насока која што ќе биде толку тесна и толку, како да кажам, за мене секогаш беше претесна да се биде клавирист. Ме биваше многу, почнав наставија, имаше тогаш се направи специјална паралелка, така да тоа станува мојата приказна до завршување на музичка академија. Јас бев клавирист. И бидејќи бев толку добра, ние имавме одреден начин на кој што функционираш, на кој што вежбаш, колку денови можеш да земеш, што се вели, слободни, без инструмент.
И мене сето тоа многу ме гушеше, меѓутоа во таа средина, поготово кога постои талент, немаш многу избор, затоа што сите ти кажуваат колку си добар, колку те бива, колку мораш тоа да го правиш. И немав тоа многу... се 20 години работа на таков години. начин. Тоа се 20 години. Јас дури сега, например, се наоѓам, јас ти го знаеш, тоа јас од многу мала пишувам дневник. Јас имам дневник од 6 години. И се наоѓам некои записи кои што зборуваат за едно мое страдање во индустријата, во калапот, затоа што јас се сеќавам. Јас цело време бегав и одев доле кај балерините. Пошто во музичко, нели се е во една зграда, и јас стално одев доле балерините да ги гледам. Мене ме интересираше фолклор, многу сакав фотографија. Меѓутоа сите такви интереси кога ќе ги пројавев од поголемиот број наставници, муабетот беше ти треба да си ја гледаш клавиатурата. И да свириш. Така и доскоро беа и насочувано сите кадри. Ти си ова. Ти си ова. Така, тоа е тој момент. И ти во овој калап треба да влезеш. Да. Затоа јас дури га кажам, за мене има голема разлика да кажам дека сум музичар или да кажам дека сум пианист. Затоа што за точно тој момент на музичар јас допрва освестувам што значи да се биде музичар и што сето тоа држи, меѓутоа поголем дел од мојот живот до сега бев клавирист. И тоа си е, нема да навлегувам во темата на образование на класична музика, затоа што е многу широка и многу долга, меѓутоа јас имав длабоко чувство дека едноставно тоа не е средина во која што јас, ако зборуваме за остварување на својот вистински потенцијал, иако сум се надпреварувала, иако сум освојувала награди, сум настапувала со оркестар, јас лично немав чувство дека го остварувам својот вистински потенцијал. И да ја скратам приказната, значи јас започнав да одам во Лондон на семинари поврзани со клавир, меѓутоа мене секогаш ме интересираше нешто што е надвор од она стандардизирано образование. И јас успеав да најдам професор во Лондон која што работи, тоа се вика Александар техника. И е техника развиена од актер во Австралија, кој што работи на еден целокупен пристап на какво е телото, на како седиме, на економизација на движење и на еден многу по не само те учи како да вежбаш и како да седиш и како да дишаш, нешто што мене искрено многу ми фалело како метода или едноставно како начин во моето образование. И бидејќи се случуваат тука и социјални моменти дека кога аплицирав првата година да одам за Лондон, мене ме одбија од британска амбасада за виза и тоа беше една цела борба како да се добие таа виза. Кога заминав во Лондон, луѓето кои што многу со отворено срце ме примија како гостин, затоа што имав целосна стипендија, мислам ние од тука одење во Лондон, тогаш беше барем за моите родители. За најголем дел. Научна фантастика. Многу. И им раскажував за ситуацијата со визата, им раскажував за Македонија, за работи што ме интересираат. И жената како што бев сместена, ми рече, јас поддржувам еден тренинг кој што мислам дека е како измислен за тебе. И тренингот беше на темата трансформацијско лидерство. Се смеам затоа што тука почнува голем дел и нашата приказна. Да. И моето прво прашање беше, а има клавир? Нема, мислам, има клавир кај што го држа тренингот, меѓутоа тренингот е сосема на тема лидерство. И мене така ми дојде таа информација, окей, меѓутоа повторно ќе кажам, насочен си, значи јас цело време бараш нешто што е скроз поврзано со инструментот или со музика, бидејќи тогаш не знаев дека човек може да научи и да отвори различни вештини од многу различни пристапи. И кога дипломирав тука, значи завршив музичка академија, почувствував една таква празнина и една таква збунетост, затоа што тоа е тоа, да речеме, стигаш до некои последни станици на образование и решив да го проверам тренингот за трансформацијско лидерство. И буквално од прв момент, од филозофијата на промената почнува од внатре, биди промената што сакаш да ја видиш. Спојување на креативност и на неконвенционални методи на образование, каде што се седи во круг, каде што се учи како да се слуша, како се зборува. Мене во тој момент не знаев, меѓутоа, знаеш кога ќе слушнеш нешто што те допира на сите можни начини без да знаеш зошто. И јас се пријавив, се сеќавам кога пишував апликацијата, напишав, јас сум музичар, не сум сигурна дека за мене има место во лидерство и дека можам да направам некаква промена, меѓутоа, ова сум јас или ова ме интересира, ова се моите страсти.
И беа многу заинтересирани, поготово бидејќи, да речам, класичен пианист се пријавува на тоа. И заминав на тренингот за трансформацијско лидерство и од тука почнува, значи, една сосема поинаква приказна, кај што јас прво почувствував дека си имам најдено својата средина, дека сакам да работам со малку понеконвенционални методи, каде што има буквално простор за секој да допринесе со својот потенцијал и со тоа што го знае и уме. И тоа ми направи искрено неколку години и малце неубав момент, бидејќи ме збуни што ќе правам сега. Имав чувство дека, значи, тука работам како професор, се занимавам со музика, од друга страна го има лидерството. За среќа, случајно пребарувајќи барав биографијата на професорката од Лондон, најдов дека на академијата каде што она работи постои програма за мастер кој што се вика уметничка програма во лидерство. И тука беше буквално обединување на двата потоци. Што се работи таму? Како е врзано уметноста со лидерството? Како се комбинира? Мислам дека е многу интересен момент и да начнеме малце што се подразбира како лидерство. Затоа што, например, и трансформацијско лидерство тренинзите и мојот мастер, лидерство буквално се смета за една област каде што може секој да допринесе доколку ги развие своите вистински таленти, вештини и може да допринесе дури ако не е на некоја позиција, не знам, можеби тука ми доаѓа малку и македонскиот наратив, меѓутоа лидер не е некој само што е на фронтална позиција или што има позиција на моќ, туку потекнува тоа како секој да биде лидер на сопствената моќ, на сопственото знаење и со тоа да допринесе. Значи, мастерот на кој што бев јас, ние имавме две насоки, едната беше образовна, а другата беше, тоа се вели cross arts, би го превела соработка на различни типови на уметности. Во образовната насока, ние одевме во најсиромашните населби и училишта во Англија, каде што деца буквално немаа ни видено инструмент до своји 10 години, или кој знае до кога, немаа слушнато оркестар, или немаа слушнато инструмент во живо. И ние создававме работилници, значи мојот мастер функционираше со мислата дека секој во една соба, кај секој можеш да најдеш некакво злато. Дури и да нема никаква вештина со инструмент, дека со добра поддршка и со креативност ние можеме да твориме и можеме да создадеме нешто во тој момент. И се работеше, ние работевме со бездомници, дури во мојата генерација почна еден преубав проект кој што се уште постои, се вика The Messengers, испраќачи на порака, и тоа е еден состав на бездомници кои што се повикани да дојдат и да поменат понекогаш по неколку недели, некогаш трае со месеци, да имаат после тоа концерт. И другата насока беше учење од различни уметности. Значи, јас имав соработка со вајари, со графички дизајнери, со танчери, и работевме на различни проекти со тоа што моментот на лидерство е дека секој проект беше од некаков социјален аспект. Значи, дали е рефлексија на, не знам, нееднаквост на колку плаќавме на факултетот. Например, јас дојдов од земја од Неевропска унија, земја што не е во Европска унија, и плаќав 3 пати повеќе од моите колеги. И зошто е тоа така? И сега тоа ќе даде една инспирација да се направи, например, проект на тема нееднаквост. Сега темата е нееднаквост, меѓутоа го преведуваш, да речем, во уметност, зависно од тоа со кого работиш. Така да тоа е спојот конкретно во мастерот на како се гледа лидерство и каде припаѓаш. И од тогаш се поминати години, ти си исто многу години во Холандија и таму гледаш што се случува. Во контекст на тоа колку се применува нешто што е вака, да речам, прогресивно, е необично, например, кај нас веројатно и нема некој кој што го работи или го работи во комерцијално. Како гледаш ова дека наоѓа примена во работни средини? Како може да најде примена во работни средини? Значи, не е дека е ова распространето и дека креативни методи се користат, поготово ако зборуваме конкретно за корпоративен
свет, значи мислам дека се уште постои затвореност кон нешто што е малку по на некој рап или она еджи или нешто ново. Меѓутоа постои во тимови кои што препознаваат дека креативноста развива на многу различни начини. И јас сметам дека моментот на да кажем на пример една група да се собере и да успее да состави кохезивен ритам, наедноставен ритам. Дали ние многу работиме на пример се вика тоа body percussion, каде што телото буквално се користи како инструмент со кој што можеш да произведеш различни звуци. И тоа е се во вид на игра. И многу е интересно, на пример, да има фирми, има невладини, има организации кои што препознаваат дека ако ти имаш на пример 3 дена team building со своите вработени, дека ако одвоиш време на почетокот на денот или на почетокот на сесијата, дури да е тоа и како некое загревање, кај што ние ќе работиме на глас, на зборување, во смисла на игра, дури како го кажуваш своето име, како од своето име да направиш ритам или мелодија. После тоа, например, ќе дадам пример, луѓето се поделуваат во групи, од сопствените имиња треба да направат некаков ритам и да најдат начин да го изведат на сопственото тело. Можеш да користиш со стапала на под, со броење на различни начини, затоа што, според мене и тоа што го гледам, е дека доаѓаш до посебен пристап на креативност кога ќе излеземе само од рационалното. А поготово ние сите знаеме во секоја фирма или секој проблем има рамки, имаш нели конкретен проблем што треба да го решиш и кај секој ќе рече кај ќе пееме, ќе удираме нели на себе. Да, и на работа нели треба да е тоа сериозно, треба да мора да сме сериозни. Па тука е тој момент, значи како што е сериозно и како го сваќаме тоа и зошто има значи да се излезе од наративот на сериозно. Јас ги земам децата за пример. Децата се најдобри во она што го велат прототипинг, затоа што дете гради нешто, не му се свиѓа, го растора одма и го прави уште еднаш. Што повеќе се остручуваме и што повеќе стануваме професионалци, тоа станува покруто. И нашите светогледи стануваат, да речам, ти си насочен и си професионалец во одредена сфера, меѓутоа креативни пристапи на дури едноставно што се вели да пристигнеш во телото, да седнеш, да си го најдеш здивот, како дишеш, како ќе се обратиш, да создадеш, ќе кажам, дали ритам. Едноставно ги вади луѓето од дури од таа магла во која што ги вади од проблемот. И мислам дека тоа дава и пристап до поинакви решенија. Дека луѓето се покреативни кога ќе излеземе од она што е навика и од она што е шаблон. Јас добив многу голема инспирација исто веднаш после мастерот. Постои еден нов мислител од MIT универзитетот кој што се вика Ото Шармер и он има развиено многу сериозна буквално е рамка, се вика теорија У. Меѓутоа голем дел од неговата теорија он соработува со една прекрасна жена која што се вика Руана Хаяши, која што е танчер со многу сериозна биографија од танц. И они соработуваат заедно, каде што она ги воведува методите од театар во на ниво на решавање на сериозни социјални проблеми. Како изгледа тоа? Тоа изгледа многу интересно, значи јас бев 2 пати во Берлин на неговите тренинзи во живо, и кои имаат многу и онлайн, имаат многу работи кои што се достапни и да речем бесплатно, има многу информации на интернет и на пример мене ми беа многу интересни, беа дојдени цел тим од најголемата банка од Холандија, ABN AMRO, со конкретен не проблем, него рефлексија на иднината на банкарството. И сега има многу методологии, меѓутоа едната се вика 3D мапирање, каде што се работи дури можеш да го работиш буквално со било што, со предметчиња, камчиња, детски шарени работи и создаваш мапа на проблемот. И имаш, значи, учествуваат многу луѓе и тоа е така дури направено, например, ако е на масава, проблемот го гледаш, буквално се движиш на различни страни од масата, за да проблемот буквално и физички го видиш од различна страна. И следното ниво, тука што го работи Руана, се прави со сите тие фигурички кои што ги поставуваш, ги превземаат луѓе.
Значи самите, тимот од луѓе банката, остануваат фигури. остануваат И фигурички. само да се разбереме, овде учествуваат генералните директори на компанија. Учествуваат менаџери на повисоки функции, значи тоа беше еден цел тим од они одеа неколку години, не знам сега до каде дојде на приказната, меѓутоа они одеа со години конкретно од банката ABN AMRO на овие во живо тренинзи со тимови од различни области од банките за да речем разгледаат различни проблеми. И беше многу интересно да се види исто луѓе кои што ќе кажеш нели се од каде од банкава прават скулптури, затоа што тој е вториот дел кај што го води Аруана, кај што стануваат луѓето. Например, еден од методите е доколку проблемов беше скулптура, како би изгледал. И кога ќе го поставиш и сега скулптурата проблемот е статичен, така имаме проблеми заглавени сме. И се работи, тоа е цел метод, значи буквално театарски, како ќе мрдне проблемот и каде ќе оди. И таму и во други средини сум имала доверба, тоа се сепак ќе кажам луѓе пионери кои што препознаваат значи вредноста на затоа што музика пак тоа е преска, јас со тебе малку го зборував, не се мисли само на песна, на певе да е класична музика, музиката е звук. Значи збир на звуци, секој звук е фреквенција. Дури и моментот на да се најде еден едноставен звук кој што може цела една група да го произведе и со тоа да дише, значи создава дури една поинаква атмосфера во самата соба и создава, пак ќе кажам, поготово ако е на почеток на некој тренинг, едноставно ги поврзува луѓето на еден многу поинаков начин. И кои се ефектите од тоа? Например, кога би го направил некој тим тоа и кога не би го направил? Пак ќе кажам, мислам дека се создава едноставно и едно, да го наречеме и смирение и едноставно ме допре кога каже на почетокот благосостојба или добросостојба на тимови и на индивидуи. Ние кога му е убаво на човек, што прави? Се радува, пее, ние што правиме на слави или што правиме едноставно кога ни е убаво. Значи секогаш има некаква или приказна, или музика, или движење. И сега живееме во свет каде што е многу поделено, нели, работа, дома, личен живот, тоа се различни категории. Ама и се помалку имаме музика. И се помалку имаме музика, меѓутоа ти си истата личност, без разлика нели во која категорија од животот се движиш. И она што јас го имам посведочено, кога луѓе се отворени кон процес, се случува прво поголема присутност во сопственото тело, се отвараат нови, едноставно наоѓаш дури и решенија кои што не би ги нашол поинаку, затоа што креативноста е отворена на сосема различно ниво. Ние многу ретко зборуваме на работа за вакви процеси, за тоа да е креативно, па и да е забавно дури. И гледаме да сме сериозни, а сериозно обично значи дека не смееме да се забавуваме. А од друга страна имаме примери, не во нашиве средини, меѓутоа Amazon и Google и таквите иновативни компании каде што вработуваат луѓе кои што се неуродивергентни и аутистични со различни други карактеристики затоа што им дава друг поглед на гледање на работива. Од друга страна може да ги видат проблемите, им дава многу вредност. А ние тука кога правиме нешто треба да обично е кога е нешто тешко, кога има ситуација, луѓето се намрштени, се љути, има тензија, па има обвинување и ретко кога се воведува некој процес кој што е забавен. Обично се мисли дека ние кога се забавуваме дека не сме сериозни и не сме доволно не сме свесни за тоа колкав е проблемот. А ово ти што го кажуваш е сосема различно, дека баш напротив може проблемот многу полесно да се отклони од кај што е заглавен, ако од друга страна му се пристапи. И тоа исто го спомна добре. Ето тој момент, например, да речеме, после долго размислување или работиш на одреден проблем, има тензија. Многу интересна трансформација се случува доколку, пак ќе кажам, луѓе кои што се отворени, ми викаш, окей, ајде, стануваме, ритам, се користи глас, значи ја крши тензијата на сосема поинаков начин. Кај што не пробуваме сега нели да постигнеме да се договориме или пак да се отвори диалог, него буквално создаваш кохезија од сосема друга врата. И да, постои, мислам, тоа е
генерално, да речам, предизвик на моментот на сериозно. Меѓутоа има и, јас сум исто компании сакаат, например, на почетокот, пак пред да почне тренинг, да има некаква релаксација со слушање на звуци, со слушање на инструменти. Дури и тој момент да едноставно пред да почнеш некој интелектуално тежок проблем, едноставно чекај, дај да пристигнеме, да видиме кои сме, кој е тука, да се изрелаксираме, за да почне едноставно и работата поинаку. Колку е ова поразличен начин на гледање на работите од тоа што реално се случува во секојдневието. Ова е нешто многу ново и многу невообичаено. Дури и еве кога станува збор за нешто што е забавно, како тимбилдинзите, кои што треба нели покрај забавата и да донесат кохезија во тимот и да се прави во рамки на тимбилдинзи, повторно пак невообичаено. Кој би бил некој мал чекор кој што можат да направат компаниите или индивидуалци во компании за да може да го пробаат ова? Да видат каков ефект има. Мислам дека пак за мене клучниот збор е добра состојба и мислам дека најголемите резултати се постигнуваат луѓе кога се мотивирани и релаксирани, релаксирана мотивација. Значи не само релаксирани и опуштани, туку кога едноставно да се проба нешто различно. Конкретно, дали ќе биде тоа, ета пак ќе кажам, не знам тука колку се практикува, например, тој момент на дишење и одреден начин на медитација станува се пораспространет и во компании, се вика дури тренери за... Значи, тоа е еден мал чекор. Едноставно, не знам, пред тренинг, која ви е омилена песна, што да се најде едноставно нешто што е малку поразлично, дури може да биде ајде да преслушаме сите некоја убава парче музика. И да почнеме после тоа со тренингот. И да почнеме после тоа со сериозните активности. И да се види, и секој ќе пак ќе кажам, ако постои отвореност, мислам дека секој ќе се и процени дали има разлика, дали влијае некако. Затоа што секогаш мислам дека постои тој стравот, ама немаме многу време, мора нели сето имаме проблеми, мора да сме сериозни, пак се враќаме на тоа. Меѓутоа дури не знам, она дури буквално и игра. Не знам возрастни да изиграат една игра, дали е тоа, не знам, жмурка или било што се ќе звучам смешно со жмуркава, ама нешто што е сосема надвор и што е различно. Мислам дека кога луѓето ќе се опуштат на тој начин, мислам дека сме и поискрени едни со други. Мислам дека и капацитетите се многу подостапни и дека после тоа може да се биде и посериозен во сериозниот дел. Треба да се види. Обично кај нас музика се користи, еве од мое искуство пред да почне тренинг се пушта некоја така тивка, нешто за релаксирање додека да дојдат учесниците. Ако е некаков настан, обично е некоја музика која што оди во позадина како шум, нели за да има музика луѓето да можат да си прават муавет, или ако е нели сме стигнале до вечер па ескалира и емоција и алкохол во крвта, тогаш па оди во друга насока за да е прегласна и не се поврзува со тоа дека може да помогне некако на работен процес. Да. Еве ти викаш има професори кои што се од MIT, кои што се докажани професионалци, кои што тоа го работат многу сериозно. Да, мислам дека се сепак на рабовите, пак ќе кажам, не е дека и надвор, значи ова функционира, пак ќе кажам, тоа се одредени групи кои што се доста пионерски. И мислам дека конкретно ото што го спомнав е големо име и успева многу повеќе да ги доближи овие работи до големи корпорации. Меѓутоа, искрено, сите такви покреативни процеси се секаде многу бараат многу време и бараат многу отвореност и бараат отвореност да нешто се испроба. Тука е целата работа. Значи не може јас и детално да ги раскажам, баш кај јас многу работам и интуитивно. Значи која е групата, што можеме, која инспирација е во текот на денот. Меѓутоа мора да постои отвореност за нешто да се проба и да се види. Сепак мислам дека таа игривост и игривост. Мислам дека подценуваме сериозната моќ на игривост. Тоа е терапевтите го кажуваат.
за да ние сме целосни како личности, за да имаме ментално здравје целокупно, дека нас ни треба игра во животот. Да. А сакав исто и да се надоврзаме во ова што велиш, значи музиката дури и да е во позадина, јас на пример практикувам музиката е фреквенција, значи се во природата има одредена фреквенција. И ние сите вибрираме и реагираме на тие фреквенции. Еве сега постои има еден истражувач, многу интересно, може да се најде на интернет, снима печурки. Буквално цели симфонии од печурки. И значи јас дури да користам на пример да постои музика која што е во позадината, јас ги водам луѓето како да слушаат. Значи препознај каде го чувствуваш овој звук, какви слики ти се јавуваат, што се случува во мислите. Значи буквално како една себерефлексија низ музика и да им дозволиш на луѓето и да слушаат на друг начин, да не биде само тоа е целата работа. Музиката е некако многу често секогаш во позадина. Меѓутоа ако или е наменета за некој што прави, нели некој пеач, некој музичар кој што така. Тука настанува, затоа не сакав ни да одам во приказната за образование, значи јас дури мислам затоа што јас се уште работам, држам и часови многу покреативно и не велам дека држам часови по инструмент, велам дека држам часови по музика. Затоа што мислам дека нас во школа креативно многу не осакатуваат, кај што ако тебе те бива за пеење, ќе пееш во хор, ако те бива за цртање, твојот цртеж ќе биде изложен во ходник, ако те бива за играње, и тоа создава, значи јас знам во мојот клас, во моето оделение, секогаш на музичко беше ајде Елена да отсвири нешто. Мене дури и тогаш како дете, тоа ми беше толку ми создаваше затоа што некако те става над другите, што можеби е точно во вештина, меѓутоа тоа не значи дека другите деца не треба да пеат, дека другите деца не треба да свират. А нас ни ја крата таа можност. Не те бива ќути Не те бива ќути и тоа јас дури мислам дека ние сите имаме некаква онака креативна, не знам како кажам, ранлива страна, која што ја носиме како возрасни и тука исто така постои многу страф. Јас толку многу возрасни сретнувам кои што сакале да цртаат и му останува тоа го гледаш на очите ќе се засветат кога ти кажува за цртање, меѓутоа нели не бил добар или не бил занатаму. Јас секогаш велам. Значи едно е да решиш да се образоваш професионално како уметник, како сликар, како музичар. Меѓутоа тоа не значи дека тие области припаѓаат на професионалците. Значи според мене, јас и дома, мои со роднини кои ќе речат ле срам ја да пеам пред тебе. Зошто па ти колку убаво пееш? Не. И јас секогаш сум дури онака борба водам за тоа дека гласот, да, ти можеш да работиш и на да биде точно на пич, како се вика на македонски, висина, да речеме, или ета да звучи убаво, меѓутоа јас сум за тоа дека секој треба да чувствува слобода да пее. Како изразно средство, затоа што и нашите предци, еве кога зборуваме, се седало, нели, околу оган, се кажувале приказни, се пееле песни, се свирало на направени инструменти. Тоа е толку дел од традицијата и мислам дека тоа наше понатамо, нели, по темелно образование многу создава раздор и кој има право и пристап кон уметностите. Па ние сме тргнати од уметностите. Ние не ги, нели, тој што го бива, нели, што има талент, оди во уметноста. Останатите треба да сме со други сериозни работи да се бавиме, на пример. И сега да замислиме дете кое што било така растено со ти немој да пееш, ти немој да играш, не те бива доаѓа утре на работа. И веројатно ќе го носи истиот на механизам на ти немој да кажеш. Тебе може да не те бива, ајде да не треснеш глупост и колку ние всушност ја гушиме креативноста и си ги гушиме можностите да решаваме проблеми и на работа. И пак доаѓаме до тоа дека работодавачот во суштина така губи. Губи на продуктивност, на крај на денот губи на пари. Бизнисот губи. На крај пак тргнуваме од тоа дека ако работникот не е на некој начин релаксиран, среќан и задоволен, да, се одразува на се. И мислам дека креативните техники, еве да речеме и уметности, имаат еден прекрасен потенцијал кој што не припаѓа само на професионалците. Да си се вратиме на музика во суштина во животот. Да си ја вратиме назад. Да, музика исто јас зошто може да е тоа и со сликање, може да се донесат бои и да ме разбираш, едноставно поинаков пристап на креативност.
што не е само рационален, што не е само... И мислам дека се доаѓа до многу поинакви решенија и пристапи, дури кога ќе направиш нешто, онако кажеш, сега, која е поентата на ова или која е целта? Значи, не мора се да има линеарна цел. Не мора се да има цел која што ќе биде ако го направиш ова, го добиваш ова. Да е директно причинско последично. Да. Туку пак ќе кажам за оние што се отворени и што, да речам, се и похрабри, да бидат и на рабовите на нешто што е поразлично, мислам дека тука е моќта, кај што јас не можам да ти кажам конкретно ќе го направиме ова, ќе се случи ова, меѓутоа резултатите кај оние што се отворени, делува на кохезија на тимот, на дури на не само на дифузија на тензии, него едноставно како да има повеќе простор за луѓето да се слушаат. Затоа што тргаат од, значи, работиш на слушање на нешто што е сосема изолирано, звуци или музика, и едноставно тоа останува понатаму како квалитет на слушање, знае да се преточи и во зборувањето и кога после ќе зборуваме на посериозни и потешки теми. Колку не треба да се слушаме меѓу себе. Да. Имаме, па особено па на состаноци, тоа чека секој директор да го каже неговото или да каже колку тоа другото не може да функционира или не е баш така. Да. А можеш ли да се сетиш на некој пример кај што е применета некој од овие техники и каков бил резултатот? Мислам пример. Без конкретни компании и имиња, туку како еден тим некаде. Конкретно еве ти велам, например, на тренинзиве, затоа што овој конкретно со теорија ум е најконкретен пример на буквално метода која што си е заснована на театар и на уметности. Мислам дека доволно зборува тоа што тимови се враќаат. Што се враќаат секое лето од различни делови на компании и испраќаат, значи, нивни вработани од, да речам, пониски позиции, за да може после тоа. И за мене зборува тоа што многу од, можеби е резултат, тоа што понатаму во компаниите го превземаат и работат на овој начин. И сме слушале, значи, сведоштва дека одредени мали работи си ги применуваат, например, кога ќе се вратат во фирмата, во банката, во организацијата. Мислам дека тоа зборува доволно, а конкретно статистики немам за да ти кажам дали расте продажба, дали се одразува, значи можеби постои, можеби да не се, да, и можеби и не знам ни дали има доволно се уште, да речем, статистика за такви работи. Меѓутоа моментот дека луѓе кои што го искосуваат се враќаат и пробуваат да го искористат потоа и во своите институции кога ќе се вратат, мислам дека говори доволно. Барем да се охрабрат компаниите да пробаат нешто вакво, па да видат каков ќе биде резултатот. Да. Кога веќе има информации дека има ефект. Да. Во некои делови од светот. Добро, многу интересна тема, многу нова тема и многу возбудливо, многу можности има за развој, а не враќа кон себе, кон тоа, нели, што сме сакале да правиме како деца. Да. Би било фантастично луѓето да можат да се чувствуваат така слободно на работа, да можат, нели, кога имаат некој проблем да земат нешто бој па да нацртаат, па или нешто да потпевнат. Кој знае како ќе изгледаат тие работни средини. Па ќе видиме, јас сметам дека глобално и генерално бизнисот е одделен како некоја посебна категорија, која што, мислам, ако погледнеме, пак е направена од индивидуи, така? Така да ние не можеме да зборуваме за било што, а да ги иземеме луѓето. И тој момент на, пак ќе кажам, добробитие, кој што мислам дека се постигнува доста со креативни методи, би било убаво да видиме во конкретна средина, ако се работи така подолго, до какви резултати се стигнува. Фала ти многу што ги сподели овие работи. Фала ти што се нафати на ова да го направиме. И да се надеваме дека од сево ова ќе има неколку компании кои што ќе се охрабрат да излезат малку од рамките и да применат нешто што не е така конвенционално, па да можат да раскажуваат дека биле пионери во примена на некоја метода која што е така прилично ретка, па да ги учат другите. Ти благодарам што ме покани и ти благодарам што си пионер кој што
си дозволува да експериментира и да биде храбар. Значи, ова не е тема која што е наедноставно да се зборува било каде, се уште во светот, а поготово во Македонија. Така да мислам дека придонесуваш доста за да се излезе од рамките на она што го знаеме и што е сигурно. И ти честитам за тоа. Се надевам ќе имаме пак прилика вака да се видиме па да зборуваме за нашиве компании, нешто што примениле па да видиме од таму. Да. Супер. Фала ти многу.